Лажна надеж за обичните луѓе е дека по 12 февруари без северна на пасошот ќе можат да излезат од Македонија. Првиот човек на МНР смета дека пролонгирање на последниот рок за промена на патните исправи со новото име на државата било невозможна мисија, бидејќи покрај дозвола од Грција треба да се менувал и законот за уставните измени. Наместо да се концентрираме на давање лажна надеж на граѓаните дека ќе ги смениме одредбите од Преспанскиот договор, дека ќе го смениме законот за спроведување на уставните амандмани, треба да работиме граѓаните да немаат пречки после 13 февруари да се забрза издавањето на пасоши, да се регулира прашањето, да почне налепниците да се лепат. Од друга страна, премиерот и македонскиот председател изразуваат малку оптимизам, но никој не сака да се јави кај грчките власти. Ковачевски на оваа тема комуницирал само со неговите министри, бидејќи според него обврската да се јави во Грција ја презел Пендаровски. Од кабинетот на Пендаровски пак велат дека тој не презал таква обврска. Решавањето на овој проблем било во рацете на централната власт, тој само дал предлог за решавање на проблемот. Инаку откако обичните луѓе со денови мрзнеа на минусни температури чекајќи пред пунктовите со цел промена на документите, власта во 5 за 12 се сети дека можело и поинаку да се реши, но само за личните карти ќе важат и по 12 февруари, но само за внатрешна употреба. Поради Преспанскиот договор со пасош или лична карта без северна, нема да можете никаде надвор од државата.